Почитувани, денес ќе презентираме нови докази за основаните сомнежи за криминална набавка на противпожарната скала на градот Скопје и Петар Шилегов, која е за 930.000 евра поскапа од таа во Загреб. Имено, веќе е јасно дека добитник на тендерот е компанија каде соучесник е Армор Плюс на зетот на секретарот на градот воден од Петар Шилегов. Но самиот тендер, односно тендерската документација ја подготвува таткото на советничката на СДСМ во градот Скопје, кој во меѓувреме станал и раководител на секторот за заштита и спасување, Михаело Иванов, татко на советничката на СДСМ во Советот на градот Скопје, Михаела Иванова. Во пракса набавката следела вака. Таткото на советничката на СДСМ Михаела Иванова ја правил спецификацијата за набавка и го правил тендерот и тендерската документација за овој тендер од 1,7 милион евра. Керка му Михаела Иванова гласала во Советот, мрзеливиот Апаш Шилегов подпишува, а зетот на секретарот на градот Скопје преку фирмата Армор Плюс Доел набавува. Сомнежот е дека крими шемата на Петар Шилегов изгледа вака. Таткото на советничката прави тендер, советничката гласа, Шилегов одбира, а зетот на секретарот ги добива парите. Дополнително во ек на овој скандал, овој документ кој што во овој момент го држам во рака, покажува дека компанијата на зетот на секретарот на градот Скопје, воден од Петар Шилегов, овие денови добива тендери од Шекерински и Министерството за одбрана. Договор вреден речиси 1 милион евра, односно над 52 милиони денари за набавка на спортска опрема. Значи не се само милионските скали, туку сега омилената фирма на Шилегов ќе набавува и спортска опрема за Шекерински и Министерството за одбрана. На сите ми јасна шемата каде има основен сомнеж за крадење народни пари од град Скопје. Само уште обвинителството не го гледа тоа. Ако ова погрешно го објаснив не е организиран криминал, тогаш очигледно има некој слеп во обвинителството. Шемата и структурата на Драги Рашковски е мало дете за овие бандити во градот Скопје. Кога можеше Драги Рашковски да заврши во притвор за многу помала сума, се прашуваме што уште чекаат од обвинителството. Или можеби се обидуваат неколку дена да најдат начин да го заташкаат целиот овој случај, но се свесни дека не може да се заташка, затоа што иста скала во Загреб е платена 800.000 евра плюс ДДВ, додека пак ние пак во Скопје ја плаќаме 1.700.000 евра. Почитувани граѓани, погледнете и проценете. Сега веќе на сите им е јасно дека зашто не е реализиран ниту еден проект, затоа што парето наместо во проекти завршиле во нечии џебови. Ви благодарам.